ќе ни мафтам или Филипче со Макси Курот, овој со Макси Планот сега вака пред очи хеликоптерчиња ќе ни прави. Нормално. Нормално, сега сметајте кај него адреналинот не е 300, 3000 е. 5000 е. Излегува. Тек сега очекувате ароганција, држење. Со тоа Макси хеликоптерчиња ќе ни прави. Макси План за спас на Македонија. А што да очекува човек? Кога 4 години, 3 години се збори и повеќе од кога се случи трагедијата, која беше со модуларната болница, море истражувачки новинари од ОПРСТ, АБВГД, УФХЦ, репортажи, истории, како е крив со тој Кочо, како ова, готово, треба да заглава затвор, 14-15 живи гореа пред наши очи во модуларната у Тетово. Излезе дека е виновен продолжниот кабел на 14 жртви човечки. Кабелот излезе дека е крив, одговорност нема, викаш не може вака. Ке се сменат работите, мора да бидат казнети, мора некој да понесе одговорност, човечки животи се во прашање. И судот пресудува, нема обвинение. Не е никој крив. Не е министерот тогашен за здравство крив Филипче, не е инвеститорот, тој што ги правил модуларните, кој беше тој, Кочо беше оној, кој беше. Да, не е никој крив. По кој пат во Македонија? По 100 пат. Големите риби ги боли мастер овој планот за малите риби. Малите риби може да бидат проголтени у секој момент, а големите риби да прават хеликоптерчиње со мастер план, вака некој за спасови на државата, додека биле одговорни за смрт на не знам колку луѓе тамо. И нема да бидеш разочаран и после ред такви скандали. Да, каков криминал Скопје 2014. Ова, она, перење на пари, ова, она, малери, талери, бароци, мароци, никој жив не одговараше. Малце тука имаше театар, маткање ова, она, и ја на те, ти на мене, никој не одговараше. Оние јадницине за некаков тероризам без жртви, без да видиме оружје, кај што се поделија неколку шамари и 2-3 бокса, заглавија лежеа по 8-10 години затвора, беа осудени на 15-20 години за измислен тероризам. Да не зборам за други престапи кај што одиш у притвор ако се измочаш криво у жардинјера со цвеќиња. Идеш у притвор ако те фатат. И нема да мафта со мастер планови, како ќе мафта и ќе не иритира сите уште. На цела таа халабука, падајаме до истото, никој не е крив. Еве сега што се случи со овој Артанчо, што се случи? Од не знам какво обвинение, исправете ме ако грешам, од не знам какво обвинение за кое што требаше да добие преку 10 години казна, робија, него му го прават обвинението, така му го конструираат, дури да заглави затвор, максимум што може да добие 5 години, од кои што не знам што, може и со условна казна да се извади, пошто не е осудуван предходно, попапала маца, парите отишле, он мега милионер, ово оно, и се криеше од законот и се врати, очигледно некако се договорил, успеал, како и сите. А омеѓу време, драги мои, јас случајно седнам со еден дипломат од една амбасада, случајно седнам, знаете како ја, ајде не се повторам, случајно, баш случајно седнам. И вика, бе, знаете, вика, господине, вика, Европска унија бара од Кипар веднаш да ги направи видливи сите сметки во неговите банки, да се знае кој, зошто, од каде чува пари, како дошле тие пари во него и така натаму. Ми неврзан муабет. Дури ништо од ова не ми го кажа на начин да ми го потврди. И вика, сега, вика, доста луѓе од Балканот, особено од Македонија, вика,
Малци се вика во фрка, ги пренесуваат вика нивните сметки, парите од нивните сметки во Дубај. Замислете. Вели, не ме зимајте вика здраво за готово, значи ова може и да не е вистина, но се одвива вика акција за пренесување на парите од тие сметки на луѓе од Македонија во Дубај, во нашиот познат во јавноста топоним наречен Дубај. Замислете. Зашо правиме ние тука муавет? Зашо лапрдаме? Зошто јадам говна? Зошто јадеме говна? 14 луѓе изгорени. Знаете шо? Имаше еден случај у Монтреал 72 година, кај што во еден ноќен клуб, не знам колку десетици луѓе изгореа, благодарение на тоа што некои си типчиња кои што газдата од тој кантри клуб ноќен што бил таму Монтреал избркал од работа, не знам што правеле таму. Дечкиве се враќаат една вечер кога е пун кафичот и на одреден ноќниот клуб и на одредено место 72 година истураат бензин или керозин, појма немам што истураат и го палат. Мислејќи дека со тоа ќе направат материјална штета, луѓето тамо кај што го запалиле ќе имаат време да го напуштат локалот и така натаму, но баш таа ноќ се случува сплет на катастрофални пехови и околности кои што до тогаш никогаш не се случиле таа вечер. Пример, рецимо, некој едниот излез за екстремни ситуации за пожари, ноќта го заклучил и со шипка и со све затоа што тој влагале копилјаци без овакво неполнолетни ноќта у клубот и пиеле. Или некој што пиеле, ни стои излез, кој што бил така на некое малце место у тој објект од малце така место кое што е на страна, не е нешто на очите на сите, пиеле внатре, ни стои излез, бегале за да не платат. И овој го заклучува. У исто време, ради некои естетски работи, излезите што биле некои големи прозори, не знам, на вториот кат, кај што имало пожарникарски степеници, или не знам што, со се вратата за пожарникарски биле преградени, ставени некои триптих, појма немам слики, не знам што, со дрвени онакви се заковани, за да тој триптих за тука некоја уметничка појма. Све се случило, десетици луѓе изгинале. Тогаш, не само што се фатени, сторителите, тие што го подметнале пожарот, туку одговарале и сите останати од инспекции што не провериле, од газдите на ноќниот клуб, сите добиле, или повеќето од нив добиле затворски казни. Зошто? Затоа што тие не го подметнале пожарот, да, но со своите потези направиле жртвите кои што можеле да се избегнат да се случат затоа што немале од каде да избегаат. И се имате вие ситуација, 14 живи изгорени, кои што изгореа во пожар кој што се прошири на модуларната у Тетово за неколку секунди, ги проголта огнот. Нема одговорност од оние кои што подпишале за да се прави модуларната болница, оние кои што го извеле проектот наречен модуларна болница во Тетово. Како е тоа воопшто можно? Нема одговорност. 4-5 години слушаме, да, тој криминалец, убиец на 14 души, она. Кур мој, ослободен од обвинение. Можете сега мастер планот да му го попушиме сите на него. Тоа е тоа. И овие работи ги иритираат луѓето. Овие работи ги вадат од кожа, од кондори ги вадат. Кога гледа дека нема одговорност за крупни дела, кои што не би смеело да се дозволи да се случат у една држава што има разноразни аспирации и сака да стане нормална, кај што кабаетлиите се заштитени како бели мечки, како пандине во Кина. И ки излезе после ден, после ослободувањето од секој обвинение, тој Филипче и ќе ти мафта со курот вака пред, тој со мастер планот вака пред очи и ќе ти каже ќе дојдам на власт и ќе спасува Македонија. Fucking unbelievable. И ќе стане уште за 10 копија повеќе арогантен, надмен, сигурен у себе.
Место преплашен како глувче да се тресе у некоја партиска тамо, у некоја дупка у тој партискиот штаб нивни на Бихачки и да не знае што ќе го снајде секој ден да си ја чекаш црната судбина од обвинителството, од оно кој ќе биде кажано се покренува обвинение, се бара одговорност за 14 изгорени живи луѓе. Овој живи што горе, увакво. О, како би бил арогантен тогаш ја. Тоа мастер планот надрвен вакана. Упа, ајде да ве видам. Ајде, кој ќе дојде? Да му го изнабутам. Заедно со Мониче. Онкологија, исти курац. Никој одговорен. Стравот на работа. Стравот на работа. Така си поминува. И после луѓето ќе уапсат некого, уапсиле за ова, уапсиле за она, уапсиле за... Што бе ако уапсиле? Што ако уапсиле? Ако утре имаш обвинителство кој што ги пушта на слобода, ако имаш суд кој што ги пушта на... Што уапсиле? Вика, веќе никој повеќе не се радува. Она, да се радува од позитивен аспект, дека ете, правдата конечно ќе профункционира. Конечно, тој што е одговорен ќе понесе одговорност, кривична ќе одговара. Кој уште ме верува у Македонија у таа работа? После ова сега со модуларната, никој не е крив. Уште онаа Джукела што изведуваше модуларната книга напишал, тоа сум јас или како се вика. Дно дна, срамота, ни се подсмеваат во очи. Во очи ни се подсмеваат на цела јавност, на сите граѓани. Дали биле албанци, македонци, бошњаци, срби, хрвати, црногорци, роми, у очи не гледаат, вака ни се подсмеваат. Тоа сум јас. Книга напишал. Место да оди во затвор, место да одговара, да поднесе отчет како тоа модуларна болница изгоре за 1 минута, заедно со живи луѓе внатре. Како тој оган ги проголта за 1 минута. Колку беа загинат, колку беа повредени тамо. Тоа не се прашуете. Тоа не се прашуете. Дека тие се со тежок инвалидитет, кој знае колку од нив. Кој знае колку од нив и да немаат некои последици, цел живот ќе имаат последици од посттравматски стресови, на лекови ќе бидат за смирување. Нема да може да спие ноќе, ќе има поимане анксиозности тешки, невротични испади. Ако не е нешто полошо, насилни испади, посттравматски стрес, никој за тоа не води сметка, како што истата приказна со Кочани. Да, изгинаа 62, колку беа? 64 млади луѓе, а уште 200 други кои физички трауми ќе носи цел живот, инвалидизиране, спржен му е овај дишниот апарат, бели дробови, инвалиди се, дишат со 30% од бели, колку од нив посттравматски стрес ќе доживеат. Истото треба да го очекуваме од процесот у Кочани, дека вака никој нема да понесе одговорност. Истото ли треба да го очекуваме? Дека утре тој газдата ќе се спаси, заедно со тие кои што све знаеле, а ќутеле, заедно со тие функционери кои што му го, или инспектори кои што му го дозволувале тоа, така да живее, така да работи, така да функционира тој клуб. Уште еден таков шок не чека, ослободени од обвинение. Тогаш да се бздееме, да се посереме на све. И ке ти излезе овој после пун себе. Он и така беше пун себе. Ароганција на 300. Сега не моча бе. Не моча. Мастер план за спас на Македонија у 6 точки. Они за 7 години 1 метар од аутопатон Кичев Охрид не успеа да направат, ќе спасуваат Македонија. Ќе интегрирал во европските токови. Најпиши уште една точка бе, Филипче, на кој начин ќе интегрираш? Пошто бе сега сме дезинтегрирани. Далеку од ЕУ, маргинализирани, ЕУ не е бе 2%, не ќе. Како ќе ја интегрираш? Што не ја пише ти таа точка у твојот мастер план?
Дека планирате бугарите уставот да ги пуштите како би се интегрирали, иначе другачие не може, тоа е условот што го поставува Европска унија. Дај пише да го и тоа. Кур, ке ве лажат без таа точка. Без таа точка ке ве лажат. И пак има мајмуни ке се фатат на јадицата, дека ке спасувале некого СДС. Тие крупните што се у СДС, освен себе од затвор, никој друг не може да го спасат на било кој начин. Ама себе од затвор изгледа може да се спасат многу лесно. Имаат начин, имаат можност, имаат како. Мастер план ти вади. Има ли они спремни биле за избори? Спремни за избори, место да се спрема за затвор, иде се спрема за избори, тоа е така нормално? Нормално е. Зошто не? Кој имаш сега слободно време, на слобода си, смислаш нешто ново, лабав си, среќен, не ти стои обвинение таква на глава дека си одговорен за смрт на 14-15 луѓе, на кои знае колку инвалидизирани. Нормално одма смислаш нешто интересантно, например да дојдеш на власт, например да направиш мастер план, да ги собереш тие джанаците околу себе, што шмркаат кока као кирби машина, бетер, и да правите да си играте идни владетели на Македонија. Толку ли ништо не научиме, толку ли сме глупи, пичка му матерна. Не плаши мене СДС, да не се разбереме, тие нема да дојдат на власт. Но зашто воопшто им се дава можност да се факторизираат? Да го гледаш на телевизија како го мафта тоа хеликоптерчиња ти прави со тоа мастер планот пред очи. Те провоцира. Ти вика, ја знам како да ја спаса Македонија, вие сте гола вода за мене. Плепс, најобичен. Стадо без мозок, кој што јас ке го поведам утре кон светлата иднина, кон перспективата наречена Европска унија, така што ќе опоебам му мал мозок, ќе му ги внесам бугарите во устава да му земат се она што му преостана од тоа што е негово. Бујрум, кога не е у затвор, која ви мафта со мастер овакво пред очи, што да не, има будали пак ќе се закачат. Јеби ga, невин е човекот, он сам си викаше, невин сум, ајде докажете дека не сум невин. Арај не си, арај невин си, сите ние ќе си го папаш за модуларната, еве сега обвинителството разгледува тоа обвинение, ти спрема вамо тамо. Сега, кур мој, вистина значи си зборел човекот невин сум. Како и што десетици пред него обвинети за тешки кривични дела, кај што очекувавме затвори, а они викаат дека се невини, стварно излезе дека се невини, не добија осуда никаква. Кој доби само условна? Така. Да не го повтори делото барем у наредни година-две. После може пак може после на функција и ова, пак може дело. Ама бар 2 години да биде мир. Колку да не е мафта се од црвено шамивче пред народот, вака да не го иритира кој ние бикоине на Флорида, да не нервира, 1-2 години ќе оснема малце, така ќе се тргне. Или ќе се тргне скроз, ама у меѓувреме ќе добие 95 тендера, ќе направи уште 500 милиони евра на сметка, ќе напука, ќе купи уште разноразни фирми, фабрики у вредност од 2 милиарди евра и го бали кур. А ние тука ќе си играваме будали, сирджи. Еве го сега, готово, најба. Како ќе те гледаме, кога те собираат у затвор, кога те носат, кога ќе те пречекаат тамо на затворските порти. Кој ќе ти пееме, мамо, кој чука на порти. Кур мој, мастер план мој, кур мој. Мастер план имал. Ке ги добил изборите. Мастер кур ке добиеш бе Филипче на избори, него него што друго не се менја. Додека овде не почнат, не паднат глави, како сакате кажете, у која смисла, с која да сакате смисла сватете гова, на големи риби, од тоа држава нема да биде ништо. Има држави кај што си ги апсат бившите премиери.
и председатели на партии, бивши премиери. Еве ви пример, поима немам, кој беше Санадер у Хрватска. Колку одлежа? Не знам ни дали излезе, мислам дека излезе. 12-14 години беше осуден. За злоупотреба за некои такви работи као, поима немам. 14 години или не знам колку беше осуден, не знам дали излезе, мислам дека нешто со мало скратување излезе. Ги одлежа како попче, бивши премиер. Словенија паѓа у затвор министри, не у макси судења како кај нас, што траат со години, па после се покажа дека е невин, дека мора да падне обвинението против него, дека е направена кардинална грешка во судската постапка, така што обвинетиот ќе биде ослободен од понатамошно гонење и судење. Не бе, беа осудувани у судски процеси што траја помалку од 3 месеци. Динг, идеш у затвор. Да не зборам за другиве држави. Да не зборам за Полска, за Чешка, да не зборам, ич како е таму. И се курчат сега. Вакви кумулативно наталожени ситуации, разврски, изјавени очекувања, создавање чувство кај широките народни маси дека најголемите се недопирливи, дека никој ништо не може. Можат лесно да направат, утре пак петата колона да ја преземе власта и да ни ебе мајката. Да ни ебе мајката. Ако ќе се пишете сите бугари, тогаш да ви текне што сте направили. Кој ќе ви земат се. Се кој ќе ви земат. Тогаш ќе сватите колку не било селјачки, што некои будали претходно ви збореле, џомите патриотски сказни, како треба да си ја зачуваме народот, идентитетот, државата. Оти патриотски вистина било многу селјачки кога се понашаш патриотски. Многу селјачки, тоа селјаци го правеле. Тогаш ќе сватите што значи кога ќе загубите оно што сте го имале. Кога ќе ви биде срам да кажете кој сте, или поточно кога нема да смеете да кажете кој сте. Тогаш ќе сватите. А вака си иде кон тоа. Место квислинзите, кои што плюс правеле и други 300 глупости, далавери, кога се ослободуваат од обвинение, кога никој ништо не му може, кога го пушташ да биде слободен, да делува слободно, и понатаму да се поврзува со луѓе што се поврзува, не им мисла добро на Македонија, ниту на овој народ. Што треба друго да очекувате? Освен тој, дека ќе ве акне со еден аперкат и ќе ве прати во вечните соништа. Ловишта, не ловишта, ама соништа еде. Ќе ве прати на спиење поточно. Ќе ви го исклучи светлото глава. И џабе некој што едел говна. Џабе. Нешто да се сменеше, нешто да видевме на дело. Како државата ги презима сите конци во своји раце, ама сите конци. Не ќам веќе да слушам лично да ме прашате, љутете си или не. Ама обвинителството е во рацете на овој, на СДС, на они ги пуштаат, они се купени, они се ове. Не ќам да слушам. 100 пати го имам кажано тоа изминативе години. Такви се, ги преземам у своји раце. На сила ќе ги преземам. Со учени ќе ги преземам. Со подкуп ќе ги преземам. Ама ќе ги преземам со намера да судат поштено. Ќе ги преземам и пак ќе ги оставам да судат. Ама да судат поштено. Ако веќе сметам дека судат така како што судат, под влијание на разни
центри на моќ или може да под влијание на пари. Не, ќе ги преземам. Ќе ми речам, се судите како што треба. Оти ако не судите како што треба, има да ве нема. Притисок врз судството, врз судската власт, врз ОСО. Кој мој? Шо? Кур ме боли. Кур ме боли. Очигледно на овој народ му треба цврста рака. Цврста рака. Автократски режим. Ако е веќе тоа причината, кој стигне да ти се меша у штипки? Нема, ако е така, оваа демократија кај нас во наводници, јебете вие демократија, јебете презимаш се во свој раце, ама се бунеле, било не знам диктатура, режим, не знам, чичкур не ме боли бе. Сакам оној што е одговорен за смртта на 14 луѓе да иде у затвор бе, или поточно сите што се одговорни за смртта на 14 луѓе изгорени живи да идат у затвор. У затвор, така се прави држава. Така создаваш само доверба кај народот дека живее во средено место, дека ако биде чесен, ако биде добар, ако си ја гледа работа, дека никој нема да го рчка, ќе биде заштитен, ќе биде безбеден, тој и неговото семејство, неговите деца, дека утре нема да се случи друга модуларна болница, друго Кочани. Вака, со овој начин, со непонесување одговорност, со паѓање на обвиненија, уште 10 Кочани ќе ни се случат и уште 10 модуларни болници ќе ни се случат. Fucking unbelievable. Уште колку може да трае трпението на народов кога го гледа тоа? Секоја ваква работа, секоја индивиду држава ја убива, ја прави летаргична, ја прави аполитична да крене раце, место да учествува во политичкиот живот, постојано, не само кога оди на гласање, кога заокружува, него да учествува, да ја промислува политичката ситуација, да биде присутен, да биде активен, да биде ангажиран граѓанин, да знае дека утре ако излезе на улица ради некоја пиздарија некој што ја направил, дека власта ќе го чуе, дека ќе потегне акција благодарение на тоа, дека ќе проработи обвинителство, дека ќе следат обвиненија, дека тие против кои што се побунил народот ќе бидат фатени, процесуирани, судени, осудени. Тој народ ја чувствува вистинската своја моќ, дека политичката, дел од политичката моќ, од политичкото одлучување у државата, од судбината на државата и на негови плеќи, во негови раце. Таков граѓанин нас ни треба, ако збориме право за право, а не некој што е разочаран дека било кој може да одговара овдека. Тоест дека никој не може да одговара овдека од крупните риби. Нете ти. Критика. Можам да кажам. Можам, затоа што ми е важно. Можам. Ти ебам, сите ќутат. Да, тоа го кажав се скоро на тој подкастот со овој на удар против корупција. Сите ќутат, будали се прават. Ја му викам на тој советник гости ни беше од левица, викам, добри, окей, супер, те слушнатме. Мислам, окей, дечкото, те слушнатме, збореше. Што треба, како треба.
Кажи ми ти кој ќе доеш на власт у совет на град или кој преземеш градот или ова. Кажи ми што ќе правиш со овие благодарение кои што корумпираат и благодарение на чие корумпирање градов е доведен у колапс. Од разни тајкуни што плаќаат, не знам, приватњаци урбанистички планови, по овој курс се тресе оно и после по нивни терк се водат општините, они како што ќе нарадат или што ја знам што тамо. На штета на граѓаните, како ќе ги урнеш ви во градбите, како ќе се справиш со подземјето врзано со урбанистичката мафија, како? Нема одговор. Нема. Знаете зошто? Затоа што тие се решаваат само по пат на брутална сила од државата. Тие не се решаваат никако другачие. Затоа што се моćни, имаат пари. Кој да дојде ќе го купат за 2 секунди. Нема одговор. Брутална сила. Само брутална сила. А за тоа треба политичка волја моćна. Луѓе на место што веруваат во иста идеја, во ова идеја. И ти треба најважното срце толкаво као кофа и одлучност. Тргам да ебам матер. Ама, ќе ми викаат, не сум бил демократ, сум бил автократ, сум бил втор Путин, не знам, сум бил втор CG, сум бил овој, сум бил... Не заболе патка. Док сум на власт, кого фатам, не жалам. Кого удрам, не жалам. Па после сменете ме. Ама јас, ко сум на власт, кого удрам, не жалам. Кидате на робија. Ке попиете и други санкции ако треба. После, јавноста иритирана, разочарана, у летаргија. А што да очекувате? Овој тискач, сега ќе го гледаме уште повеќе и уште повеќе, Венко, ќе се расфрла со својата ароганција, ќе добива поени, ќе се факторизира, нормално, пошто ослободен од секој обвинение, ќе се факторизира, ќе ова, ќе она, што добивме, тоа ли сакавме да добиеме? Пак да ги гледаме накурчени со надрвени стапои, како ни мафтаат пред лице, пак ги факторизираме, пак утре да се доберат до некои сумљиви, но ни се веќе добрани до утре да се доберат до некои уште посумљиви, уште помоćни центри, за да ни ебат мајката. Овдека, пак да ги гледаме еден ден на власт како све раскрчмуваат, и како ги боли патка, и како истиот момент забораваат и на народ, и на секој мастер план, и ваков план, и онаков план, и програма, и све си тераат по своје. И никого не прашуваат. Впрочем, какви што се по менталитет, гледано од 30 и кусур години наназад. Они народ. Не постои за нив таква работа кој ќе дојдат на власт за СДС. Не постои таква работа. Тоа сите веќе добро го знаеме. Не е спорно. Они на изборите ќе добијат мастер кур. Джабиме овој мастер план. Мастер кур ќе добијат. Но, ова другово. До кога? До кога? До кога ќе бидеме сведоци на такви неправди? На такви абсурдни ситуации? Кај што гори модуларна болница, живи горат луѓе внатре, никој не понесе одговорност. Никој. А Кочани допрва ни виси на вратот, разврската од Кочани. Што треба да ја видиме на дело.